Добар ден и добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Моето име е Катерина Шекеровска-Димовска, новинар и уредник на порталот Педијатар МК, а од денес па натаму и домаќин на подкастот Ваш педијатар. Тука сме да дадеме одговори на сите ваши прашања, да помогнеме во разрешување на дилемите со кои се соочувате, да дискутираме за резултатите од најновите истражувања и да зборуваме за новините во педијатријата. И сето тоа со една и единствена цел – да ве поддржиме и да ви ја олесниме една од најубавите, но истовремено и најодговорни улоги во животот – родителството. Да ви помогнеме да израснете здрава и среќна личност. Ваш педијатар ќе понуди одговори кои произлегуваат исклучиво од медицината базирана на докази, а се однесуваат на сите прашања и теми поврзани со растот и развојот на вашите малечки. Ке поканиме многу еминентни гости, врвни доктори, педијатри, неонатолози, пулмолози, нефролози, оролоспецијалисти, логопеди, стоматолози. Впрочем, сите оние кои што се грижат за здравјето и благосостојбата на децата, да го кажат своето стручно мислење и да помогнат во решавање на проблемите кои што може да се јават во детската возраст. При тоа, да ве потсетиме, не заборавајте, детето не е човек во мало. Тоа е организам кој расте и се развива и представува посебна биолошка структура која што битно се разликува развојно во однос на возрастните. Имунизацијата е едно од најголемите медицински достигнувања и најуспешен и најевтин начин за зачувување на јавното здравје. Но и покрај огромните придобивки, опфатот со вакцини не е на посакуваното ниво од 95%, кое е потребно за создавање колективен имунитет. Дел од родителите се уште со страв гледаат на секое боцкање на своето дете и неретко ги одложуваат или пак прескокнуваат вакцините од редовниот календар за имунизација. На тој начин, загрозувајќи го животот на своето дете, но и на невакцираните лица од ризичните групи, на новороденчињата и воопшто целото општество. Вакцините спасуваат животи, а родителите, доколку имаат каква било дилема, треба да поразговараат со педијатрите. На мое големо задоволство, Ваш педијатар го отвораме со доктор Александар Сајковски, доктор на медицински науки, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог, врвен стручњак, исклучителен соговорник, подеднакво обожуван и од дечињата и од родителите, непосреден и секогаш расположен да одговори на која било тема од областа на педијатријата. Доктор Сајковски, добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Пред се ви благодарам за убавата најава, а посебно ми е задоволство да бидам, ајде да кажем, прв соговорник ваш, да ја отвориме оваа малку болна тема во ново време. Апсолутно. Многу некогаш смртоносни болести денеска се елиминирани благодарение токму на вакцините. Иако зголемувањето на опфатот со вакцинација значи поздраве иднина, поздрави поколенија и побезбеден живот за луѓето, според податоците на СЗО, глобалната покриеност со вакцинација во 2020 година е намалена на 83%, а истата година дури 23 милиони деца останале без елементарните вакцини. Од тука би ве запрашала, што всушност прават, односно ризикуваат родителите со тоа што не им ги даваат потребните вакцини на своите деца? Оваа тема е навистина многу интересна и ова прашање е за мене провокација, затоа што кога разговарам со родителите, зборам и за антивакцери, вакцери, луѓе кои што се плашат од вакцини, ја лично секогаш употребувам една многу убава мисла на Толстој, кој вели: пазите кога читате книги за медицина, може да умрете од печатна грешка. Така и ова. Значи, за жал, опфатот со вакцинации на светско ниво и кај нас во Македонија, но и на светско ниво, е опаднат заради разни контраверзни информации кои што се шират по одредени медиуми и кои во основа, сепак, морам да бидам искрен и отворено да кажем, представуваат класичен фейк ньюс. Така да, ние треба само да ја пратиме историјата на медицината и да видиме што све е постигнато со одвоведување на првите вакцини до ден денеска,
Меѓутоа, она што мене како педијатар и како лекар плюс ме загрижува е тоа што трите столба, клучни, во медицината се најдени на удар. Трите можеби најголеми откритија во медицината, тоа се анестезијата, тоа се антибиотиците и вакцинациите, се на глобален удар на некој начин на покрети кои што сакаат да го срушат, да срушат нивната улога. Ние, например, денеска веќе немаме дифтерија, немаме тетанус во таков опсег, зборам за светско ниво, нели? Кај Македонија е исто така полиофри земја. Меѓутоа, мене ми е жал што се ствара било каква сумња во однос на употребата на вакцина. Па токму една од причините за тие сомнежи, тој страв кај родителите е вакцината МРП, односно вакцината против морбили, рубеола и заушки, најконтроверзната би рекла меѓу вакцините, а сето тоа поради Ендрю Вејкфилд, специјалист гастроентеролог, кој што објави статија во 1998 година во медицинскиот журнал Lancet, поради која подоцна ја изгуби својата, впрочем, лиценца за работа. Журналот ја повлече статијата, бидејќи истрагата откри дека овој британски лекар всушност ги лажирал податоците, меѓутоа сомнежот и стравот останаа да лепнат во воздухот. Голем број на студии истражуваа, но не најдоа никаква врска помеѓу МРП вакцината и аутизмот, а една од најобемните, морам да ја споменам, е онаа на данските истражувачи, во чие рамки се опфатени 657.000 деца родени во Данска во периодот помеѓу 1999 и 2010 година. Токму ова обемна студија и докажа дека МРП вакцината не го зголемува ризикот од појава на аутизам, а не предизвикува ниту аутизам кај децата од ризичните групи. Од тука, стравот кај родителите е неоправдан, но се уште постои и носи ризик од нови епидемии. Каква е клиничката слика на морбилите и кои се компликациите кои може да произлезат од ова? Значи, морам да бидам искрен, како што гледате, дури во еден Lancet може да влезе некоја студија која што не е добро проверена и не е добро контролирана. Меѓутоа, кога зборуваме за вакцинациите, ја морам да напоменам дека принципот, медицинскиот принцип на улогата на вакцинациите е во тоа што со вбргизгување на мала количина на сегмент на некој вирус или бактерија, нели, се стимулира имуниот одговор на една особа, на дете во случајов, и како тој се стимулира при контакт со таа бактерија или тој вирус, утре детето има имунолошки одговор и не ја развива болест. Подготвено да очекува. Апсолутно подготвено да очекува. Значи може да се одбрани во случај на контакт со тој вирус или таа бактерија. Но при тоа, за да имаме ефикасност, значи не е само индивидуална, него и колективна ефикасност, за да биде ефикасна целата имунизација, идеално е да е берем 92 до 95% покриеност на имунизацијата во една средина. Сега, ние зборуваме долго време за контраверзност на МРП вакцината и во трудот кој што е објавен, кој вие го споменавте, се зборуваше за присуство на алуминиум како еден од тешките метали кои што може да се таложат во централниот нервен систем и да дадат одредени реакции, но мора да се напомене дека последниве, да речам 30-40 години, бројот на деца што се развива со аутистичен спектар на болести или класичен аутизам драматично расте во сите земји во светот, вклучително и кај нас. Тоа не е директно поврзано со вакцинациите, оти алуминиумот кој што го имаше некогаш како фактор за стабилизација во некои вакцини, денеска го нема. Но никој не зборува за влијанието на тешките метали и на пестицидите, органофосфатите, хербицидите кои што можат длабоко да го нарушат имунолошкиот систем и функцијата и хомеостазата во телото на едно дете, а кои инаку доваѓаат преку внесувањето на храна која е богата со тешки метали. Така да, нешто што би сакал да напоменам, тоа е дека не сите земји во светот имаат исти вакцинален програм. Има одредени разлики во системите на вакцинации во земјите во светот. Но она што е сигурно, дефинитивно, тоа е дека во сите земји развојот на технологијата, развојот на начинот на живење, динамиката на животот, начинот на исхрана и внесување на овие
пестициди, хербициди кои што може да влијаат на имунолошкиот систем и кои што можат длабоко да го нарушат имунолошкиот систем, е дефинитивно малтене скоро исто. Така да, повеќе би рекол дека влијанието на развојот на технологијата, развојот на начинот на животот се веројатно клучни фактори во појава на тој цел спектар на аутистични болести, за кои што овој труд зборуваше дека може да се должи на МРП вакцината. Но, сакам само да ве надополнам дека на оваа студија има и една друга студија која е уште поголема, клиничка студија, која е правена на 33 милиони деца во цел свет. Кај ниедно не е детектирана појава на аутизам после давање на вакцината МРП. Она што е клучно, што ние го гледаме кај голем број на родители, кај кои што се развива аутистичниот спектар, е дека ја поврзуваат состојбата со вакцината, затоа што првите знаци, симптоми или сомненија почнуваат да се јавуваат некаде во близина со давањето на вакцината, на МРП вакцината. Инаку, само сакам да одговорам и на прашањето што го поставивте во основа. Морбилите се една вирусна, високо контагиозна инфекција, која лесно се шири во детската популација, но и кај возрастни, која најчесто иде со високи температури, со осип, со раш, што го кажуваме по кожа. Меѓутоа, страшното е што 25 до 30% од децата може да развијат воспаление на мозок, а тоа е огромен процент. Тоа се тие компликации за кои што говориме. И кои уствари може да бидат смртоносни. Тоа е за морбили. Рубеолата е многу опасна, особено за женската популација и евентуалната појава на бременост во првиот триместар на една мајка која е во фаза на бременост, може да биде предуслов за развој на низа деформитети кај плодот, а рубеолата ја рековме, а паротитот, односно заушките, се заболување, нели, кое што исто така е системско, иако вака клинички се манифестира со отоци кои што се повеќе околу ушите, односно под ушите, под долната вилица, и кои што може да ги нападнат полните органи, особено кај машките деца, и да остават одредени последици во тој дел. Вакцинацијата е една од најголемите придобивки во медицината, но за колективен имунитет, како што веќе споменавте, е потребно меѓу 92 до 95%. Во моментов тоа звучи помалку неверојатно. Како, впрочем, да дојдеме до него? Па, знаете како, јас често пати во дискусии па и со родителите и во нашата медицинска јавност, често пати го споменуваме оној фамозен пример во бивша Југославија кога беше епидемијата на вариола вера. Ако можеше таа држава во тоа време без оглед на системот, сега не сакам да зборувам за системите, нели, али за 2 недели да вакцинира 20 милиони луѓе, ја не знам зашто не можеме ние да се убедиме во денешно модерно време на модерни информации, за разлика од тогаш, дека нешто што е добро треба да го користиме. На крајот на денот, најбитен елемент е она што го велиме здравствено воспитување, здравствено просветување, односно едукација едноставно, не само наша медицинска, него и воопште на популацијата, на народот, да кажем. И кога збориме за опфатеноста, значи никој не е сигурен додека не се сите безбедни. Затоа е процентот 95%. Ние можеме, значи не дозволуваме, да речеме, ако е под 80% обсегот на вакцинации, тогаш може да се појави епидемија на морбили. На крај на денот ние имавме пред неколку години епидемија на морбили. Чисто вака за луѓето што го слушаат овој подкаст, сакам да им пренесам и да им кажам дека и јас се вакцинирав кога беше таа епидемија. Се ревакцинирав уствари. Така, да. Заштитата која што ја нудат вакцините, односно заштитата која што се добива преку вакцинирањето не е 100%. Но доколку детето се разболи, секако ќе има полесна клиничка слика. Кои се очекуваните реакции по примање на вакцините? Ако зборуваме за МРП вакцината, која што вообичајно треба да се даде негде 13 месец по календарот за вакцинации, потенцијални реакции кај детето може да бидат после
7 до 10 дена од вакцината да се појави лесна температура, дури еден лесен раш, односно црвенило или осип лесен по кожичката. Друго, ништо. Ништо посериозно. Кај другите вакцини, ДТП, полио, например, може да се појави сосема лесна температура, дури таа со новите вакцини, кои што се ацелуларни вакцини, сега што се користат, дури е многу разредчено во однос на претходните, а вакцината која што се дава за ротавирусните инфекции може да даде нешто потечна столица. Меѓутоа, морам да ви напоменам уште еднашка дека не постои развој на болест која што може да предизвика озбилна состојба. Она што вие го загатнавте, тоа е добро прашање, дека да се случува некои деца кои што примиле вакцина да сепак се разболат од таа болест, тоа може да се случи, процентот е екстремно нисок, но зависи од имунолошкиот одговор на детето. Тоа е веќе индивидуалната состојба со имунитетот кај детето. Како да се надмине стравот? Повторно се враќаме на стравот кој што постои кај родителите. Се уште пристан кај дел од родителите. Кој е вашиот совет до нив? Па, ја, видите, ќе ви кажам многу едноставен совет. Ние направивме една студија, една анализа, една проценка, да речем, во болницата од кај што ја доаѓам. Интересно е дека севкупно гледано, над 90%, 92% од луѓето се за вакцини, меѓутоа некаде 45 до 50% се плашат од вакцината. 50% се негде отприлика, сега грубо ги кажувам процентиве, нели, 50% оние немаат никаков проблем да ја дадат вакцината и не спаѓаат во категорија, да кажам сега, на антивакцерите. Меѓутоа, таа група на луѓе кои што се плашат, потребно е да се комуницира со нив, потребно е да им се објасни. Потребно е во медиумите, јас тоа многу пати сум го апелирал, без оглед дали се работи за пишани медиуми, аудио медиуми, видео медиуми, треба да им се објасни на луѓето. На крај, еве ние тука гледаме на екранот и некои слики од дечиња, ова се деца кои што се лекувани од полиомиелит. Значи, една од најтешките болести што може да задеси едно дете, полиомиелит, која може да има и фатален крај, и ако нема фатален крај, може да остане со трајни последици, фактички парализирано. Прашањето е многу дидактичко тука. Еве, вие не му давате на вашето дете вакцина. Што ако добие полиомиелит? Имаме ли одговор на тоа? Јас како прашање сум го поставувал пред родители, они ми викаат дали вие гарантирате со тоа. Ја да, викам, гарантирам, но дали вие како родители гарантирате? Дали вие ги вакцинирате своите внучиња? Па јас очекував дека можеби и такво нешто ќе ме прашате. Секако. Да, моите деца се вакцинирани, моите внуци се вакцинирани по календар. Тоа е веројатно, можеби по мене најдобар дидактички одговор за одговорноста што имам ја пред моето семејство и пред сите пациенти. Да бидеме сите одговорни. Мислам дека така и светот ќе биде подобро место за живење во секој случај. Доктор Сајковски, ви благодарам многу за вашето гостување во првото издание на подкастот Ваш педијатар. Со задоволство ве очекувам во некоја наредна прилика. За оние кои што не следат, би сакала само да ги потсетам дека во контекст на оваа тема, темата имунизација, на порталот Педијатар МК може да ги најдат календарите за редовна имунизација и календарот за кетчап имунизација. Благодарам, пријатно. Благодарам.